Се наоѓаме период каде што вегетацијата на растенијата е во полнек, особено период каде што опасност од појава на инсекти, па и болести на културите што се на отворене е поголема. Еве, високите температури кои што предизвикуваат помасовно ширење на инсектите, тука пред се ќе нагласам лисна вошка, иако и трипсот, пајакот го има во одредени гренарски култури, а исто така и некои други инсекти, почнувајќи од совици, молци и така натаму. Затоа на земјоделските производители ќе им обрнам внимание да повеќе внимаваат на појава на инсекти, особено на лисната вошка, затоа што како резултат на ова потопло време, на овие повисоки температури, лисната вошка може да испушти благо, така да речеме, или течност, со кој што еден вид се лади, но ова течност ги прекрива растителните зелени делови на растенијата, што пак од своја страна условува да понатаму се јавува чадлава краставост, а и продирањето понатаму на инсектицидите е доста мало или оневозможено. Значи, треба да се врши спречување за појава на инсектите, особено на лисната вошка, кај сите култури. Велам кај сите култури, затоа што, иако бербата на тутунот некаде започнала, сепак тек почнува бербата на тутунот, тука пиперката е, и лисната вошка, да не ги бројам и другите култури. Во однос пак на појавата на болести, сега е релативно мирно, но прето имаше, некаде имаше и појава на дожд во овој регион југоисточниот, што доведе, пример, кај пиперката, појава на бактериоза, па тука треба да се третира или да се пристапи кон третирање на растенијата со некои бакарни пестициди, кои што се имат бактерицидно дејство и заедно во комбинација со другите инсектициди против пламеница, против пред се рековме лисната вошка, па и некои други инсекти, да се направи една комплетна заштита на самите растенија.